Добро вечер, љубав вечер. Ете и од овде и вака да се заблагодариме за оно што се прави со Владо Павлов цела недела, иако е малку макотрпно, ама вредат овие болови за осмех од €1.000.000. Уште еднаш голема благодарност до нашиот Ахил, како што го нареков докторот од орална хирургија во Битола, и за се што заедно пропативме ова недела. Она што е направено, е завршено, останува уште раните да се залечат и конечно од другата недела да имаме вклучување во живо со осмех од €1.000.000. И тоа ќе биде поклон до сите оние кои што немале друга мана, а мана им биле забите на Владо Павлов. Ве повикувам сите заедно во наредниот период да дадеме една силна порака до најповиканите, затоа што повеќе од 5 години имаме еден молк за се што треба да направиме и да утврдиме кај вирусот SARS-CoV-2 дали новите мутирани вируси реагираат исто како претходно. Дали треба сите заедно да се организираме и да работиме на имунитет. А сите вие добро знаете дека Владо Павлов е секогаш за колективен имунитет, а тоа значи дека на телото треба да му дадеме основа за создавање на добри бактерии кои што ќе помогнат во борбата со лошите бактерии. Јас ова попрецизно ќе ви го објаснам, откако ќе ги надминиме овие хируршки захвати кои што ги имам во орална хирургија и веќе се завршени. Значи се што требаше да се направи и би сакал да ви го представам ова големо дело на кој премолчувам повеќе од 15 години и за кој што сакам овде од Битола да ви докажам дека сето оно што се правило не било случајно. Колективниот имунитет мораме да го направиме сите заедно на принципот со создавање на добра основа за добри бактерии кои што треба да се борат со лошите бактерии. Едно што е битно е тоа што не можам да бидам настрана и покрај овие болови кои што ги имаме, со сето оно што го поминавме ова недела, и моја благодарност и препорака до секој оној кој што има проблеми, а верувајте ми, посебно јас, кој што сум најверојатно некој посебен случај,
на кој што и по 5 анестезии не можат да му фатат, и сепак сите заедно успеавме да се избориме, и една моја препорака до сите вас е слободно секој оној кој што има ваков тип на проблеми да не си мисли, бидејќи јас поминав кај многу заболекари и некако не ми беше дадено, а еве ова недела ми беше дадено овде да го завршам овој голем проблем и кој што требаше да биде завршен. Уште еднаш мора ние да знаеме и мораме да бидеме известени, барем од класичната медицина, ако зела порака од претходната отровна пандемија, наречена корона, како се доаѓа до процесот на распаѓање на клеточното јадро кое што е всушност атом, и како атом истото тоа јадро не може да функционира без електрони. Значи, електроните се тие кои што вртат околу клеточното јадро и на кои што секогаш ние треба да му помагаме со нов електрон на некој друг претходно електрон кој што е оксидиран, за да не дојде до оксидација и на клеточното јадро. Ова може да се случи поради тоа што има многу други фактори, особено кај луѓето кои што живееме во неразвиените подрачја, или јас би рекол луѓето кои што живееме во сиромашните земји. Затоа и пандемијата е посилна и според бројот на починатите и бројот на жителите на одредена сиромашна земја, ќе видите дека е многу поголем процентуално од некои поголеми поразвиени земји според бројот на жителите. Исто така можеме да предвидиме и нешто друго што може да се случи поради постојаното и се посилно локално оштетување на ректумот, што може да ги исцрпи, нели, резервите на нашиот организам на подолг рок. Извинете ми вака што зборувам, тоа е поради сето она што го поминувам ова недела, а морам да се вклучам затоа што она што доаѓа и она што го добиваме како информација моментално од Битола, од Прилеп, од Скопје, имаме некоја инвазија на лица кои што имат болови во грло, покачени температури, сува кашлица и така натаму. Мојот заклучок од сето она што го поминавме и на кој што дефинитивно класичната медицина треба да излезе со одредена вистина, а не да премолчува, е тоа што ваквиот тест сам по себе не би рекол дека може да биде тест. Или не е точен
показателот за присуството на предизвикувачкиот агенс на болеста и истиот е предизвикан од сериозна неравнотежа на залихите на аминокиселините во нашиот организам. Неопходно е во овие моменти, а веќе најавив, од 11 октомври повторно генераторите да бидат во бесплатниот солен раствор, кој што е бесплатен филтер, и не е тоа активен јаглен, како што го прават другите кои што работат на прочиствување на воздух, затоа што истиот тој придонесува за сушење на воздухот, а веќе имаме некои лица и деца кои што ги примаат нашите услуги и кои што не обавестуваат дека во такви средини постојале такви прочиствувачи кои што работат на активен јаглен и истите тие не репродуктираат кислород. Затоа и кажав, најхитно, од 11 октомври, се извинувам, не септември, повторно да се припремаме и повторно, како и секоја година, за поголемо количество на кислород во вашиот дом е нашата порака генераторите, т.е. пирамидите да бидат во солен раствор на принципот на она што веќе вие добро го знаете. Значи, прочиствувач на воздухот значи нешто што треба да ви помогне во или нешто што треба да не дозволи да имате сериозна неравнотежа во залихите на аминокиселините во организмот, а покрај исхраната најнеопходен е кислородот заедно со негативниот јон. А тука најмногу придонесува чистата средина, тоест на воздухот, збогатен со кислород наспроти јаглероден диоксид, и вода збогатена со кислород, каде што овие две компоненти, воздухот и водата, многу добро се вклопуваат во нашиот организам, онаму каде што имаме потреба, од воздухот, и таа потреба е намалена, тогаш веќе тука влегува алкалната вода да ја дополни она потреба на кислород кој што и како ќе ни биде потребен ова зиму, па и цела 2026 година. Затоа што сите вие добро знаете и сте упатени од Владо Павлов, и вие сте свесни дека досега никој не ве уверил и никој не споменал дека зголеменото количество на јаглероден кислород, на јаглероден диоксид во крвта значи создавање на болести, тоест на кисел организам, или во превод јаглеродниот диоксид е тој што помага да вие во телото имате добра основа за создавање на вируси и бактерии и на лоши бактерии. Обратно од тоа што придонесува јаглеродниот диоксид, сме ние. Со помош на овој атомарен кислород и негативен јон,
ние предонесуваме за создавање на добри бактерии кои што ќе се борат, тоест кои што ќе помогнат на вашиот организам сам да се избори на колективно ниво против вирусите и бактериите. А тоа е невозможно без кислород атомарен и без негативен јон. За време на корона, уште првиот месец најжестоко се спротивставив на респираторите кои што ги пумпа организмите на луѓето со одстоен кислород од боци, направен на принципот на лепенец, каде што лицата кои што беа починати и беа изложени на респиратори, по 4-5 дена беа дехидрирани, не конзумираа вода, не користеа протеини и јаглено-хидрати, и кога јас најжестоко се спротивставував, ќе го цитирам тоа што го зборев, на Венко ли беше, Филипче ли беше, вие ќе ми кажете, дека мора да ги сврли респираторите, затоа што одстојниот кислород е оган во организмот, и истиот тој кога немаме протеини и јаглено-хидрати во организмот, а лицата по една недела немале доволно количество на протеини и јаглено-хидрати во организмот, доаѓаше до горење на алвеолите и од кислородно гладување тие се гушија. Дали ова што го Владо Павлов правеше во првите месеци и константно низ цела пандемија, заслужуваше да биде ставен на линч од оние кои што го правија Бог, Венко ли беше, Филипче ли беше, и кога денес ќе го видам, сигурно верувам дека кај некој од оние кај што аплаудираат, имаат починато некој од овие респиратори и од оние погрешни третмани кои што ги правеше класичната медицина и кои што се уште не сака да си признае, а поради сета вистина Владо Павлов беше ставен на жилотина и се случи оно што се случи, добро познатото на сите вас, со големиот атак од највисоките кругови, од Заев па до тогашниот директор на АНБ, кој што имаше албанско потекло, муслију, во спрега со повеќе локални власти и санитарни инспекции, во спрега со увара довлочени. Дали ние тоа го заслужувавме и дали заслуживме ова дело, некој сакаше да го загуши, на кој што бев ставен на денатак на највисоко ниво и фала му на Бог, од овде јавно ќе кажем од Битола, дека сите кои што се фатиле за работа против честните луѓе кои што го одработуваат, сите Бог ќе ви ги представи, а веќе ви ги представи. И затоа, она кој што некој сака да го долови денес, да ме ќе кандидираме доктори од класичната медицина, затоа што направиле добри дела, јас прво не знам кој е тоа добро дело за време на корона, да го натераш, да стави маска, да го вдишува оно што го издишува, тоа е јаглеродниот диоксид, за кој што пред малку зборував. Не знам која е таа друга диктатура од Менгеле и концентрационите логори кој што беше седи дома, со латекс ракавици и безброј други активности кои што се спроведуваа, а се со една цел да го уништат имунитетот на човекот. И не знам кој од овие доктори се спротивстави на сето ова што беше дадено од Менгеле, Светската здравствена организација.
Затоа уште еднаш ќе кажам. Вистината е дека крвта наша содржи многу други хормони. Хормони и трансмитери. И таа вистина секој треба да ја знаете. Од кои некои се уште не се ни познати. Значи, од кои некои се уште и на класичната медицина не им се познати. И не може да се предпостави дека тој вирус SARS-CoV-2 е причина за корона, доколку не се познати физиолошките ефекти на разни други субстанции во серумот на крвта. И овој пропус, овие доктори кои што сега поголемиот број сакат да бијат татко на градовците, прво треба да си го признаат, треба да си ја признаат вината, дека беа неспремни или спремни поголемиот број, ама не го направија оно што требаше да го направат. Зошто? Затоа што овој мог не направи пандемијата на канцер. Затоа што овој мог прави се поголемо и поголемо тровење. Исто како што и молкот со дискотеката Пулс. Каде што 90% од починатите се од водороден цијанид. А замислете, нашата медицина денес нема начин како да се спаси лице да не почине од водороден цијанид. И затоа не треба да се молчи. И на крајот, навистина ќе испечатам мајца со мојот осмех од €1.000.000 во наредниот период, од наредната недела со Бога напред, на која што ќе пишува кој е крив, Владо Павлов е крив. И со таа мајца ќе се вклучуваме во живо. Затоа што Владо Павлов мора да биде крив. А зошто? За да некој утре и ова ви го представува како свое дело. Зарем не гледате колку се копираат нашите дела? Зарем не гледате колку умина сакаат да бидат први, а се биле втори? И нормално дека ако ние сме биле први, како добротвори, со нашата парола живот за секого повеќе од една деценија, тие мора нас да не тргнат од првото место, за да тие вторите бидат први. И како го прават тоа? Со исмејување, нека си среде забите, Владо, со секти измислени во претходните години, а се докажа дека најголемата секта сите нас не правеше секташи. Со забеганост и со што ли не? Затоа ве повикувам во наредниот период да се обединиме во поглед на живот на секого. Јас ќе бидам крајно отворен, затоа што нема повеќе што да изгубам од оно што сектата прави со мене како Владо Павлов, за да поголемиот дел од моите иницијативи ги распореди и да ги даде на овие кандидати за градоначалници. Од овде од Битола имам едно прашање до кандидатите за мојот град Кочани, кој што ми е се во животот, да ми кажат дали тие имат намери да ја рушат сектата на фараонот Кочански
или фараонот Кочански ги избра нив за да се заврши неговата последна работа и во иднина да прави најголем центар за електрични возила од Кина на Балканот. И мисли дека лесно ќе се повличи од сето оно што го правил во спрега со основен суд Кочани, во спрега со извршители, нотари, каде што се киднапирани и украдени, малтене без пари купени куќи од мои сограѓани во Кочани за ефтини пари и на кои што се градат големи стамбени комплекси, каде што градежната инспекција нема никаде. Прво се градат врз локалитети, потоа поголемиот број се градат врз локалитети, потоа таванските простории каде што не се плаќа данок се метнуваат како станови. И нешто што ме чуди е тоа што не знам како не се најадоа и дали не повраќаат од толку многу што се најадуваат од тоа што го прават против мојот град, против Кочани, кој што дефинитивно треба да заврши со ова сектачко владение на одредени поединци кои што ги држат според мене сите кандидати, и затоа не ми ноѓите мана што мојата одлука е да ги бойкотирам изборите во Кочани, се додека нема маш според Владо Павлов кој што ги се спротистави на оно што се случило, затоа што ако не го откриеме тоа, може утре да имаме друг пулс, па најверојатно затоа и Чоколадо градоначалникот веде уште од првиот ден кога настана пожарот, крена со рушење на терасите во трговскиот центар, а треба да ни кажи дали тоа го прави од добротворна цел или да ги заштити актерите од пулс. Кочани се гледаме, ќе пиеме кафе. Владо Павлов секогаш е со вас. Мојата одлука си е моја, индивидуална. Не барам никој да ме послуша ако не е тоа негова волја. Не сум промотор на агитации. Мојот живот е се слободна волја и од 2005 прифаќам се со љубов. Затоа и не можете да се навикнете на Владо Павлов ваков како што е, ама верујте ми, прифаќам се со љубов. Поведена е голема постапка која што ќе се води во битката против оние кои се учесници во Пулс и со Владо Павлов, каде што едниот од нив, Ротари, се јавува како лице кое што уништува фирма, разведува, сега сака и куќата да ја земе. Ќе видиме дали ќе успее. Мојот поздрав до сите вас, останете љубав и покрај овие големи болови што ги имам ова недела, затоа што навистина сум специјален случај, решив да се вклучам, бидејќи промената на времето значи и промена на имунитетот на секој човек, а тоа значи приземјениот озон започнува да коси се пред себе. Ве сакам сите, Кочани се гледаме, без да ме малтретирате за мојата одлука, тоа е слободна волја. Поздрав до дечките кои што мислат дека се самопрогласени богови, а кутрите тие не знаат што значи дете, затоа што Бог не му дал дете, а сака да киднапира други деца. Нече мочи.
и тие пола милион евра украдени од кочанчани, на кои што им се киднапирани, според мене, во интерес на градежната мафија, не ти помагаат да имаш нешто што ќе го држиш во раце. И затоа те разбирам зошто си толку злобен, затоа што не знаеш што е дете и не знаеш што е татко. Да живее Македонија, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов. Кочани се гледаме, ќе пиеме кафе, а вие кои што верувате дека ќе се наметнете со некоја анегдота дека сте го послушале Владо Павлов, дека треба да се кандидирате за градоначалници, фала Богу ви текна после 12 години да го послушате Владо Павлов, ама сега Владо Павлов ве бойкотира. Ве сакам сите, останете ми во љубов, мир и хармонија. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија и за вечно владение на духот на Александар Македонски.